Речното корито кое беше оштетено од поројните дождови изминатиот период, со подобрување на временските услови започна негова санација. Со работа се започна најпрвен кај најоштетениот дел покрај спортската сала, каде имаше штети на дел од веќе постоечките куќи во тој дел на градот. Денес градоначалникот излезе на терен и направи увид на тековните работи и даде свое видување за понатамошниот тек на планираните градежни активности. Се работи за санација на најризичниот дел на Светениколска река, значи потекот на река Поток поточно. Овде моравме итно да интервенираме и она што го работат гледам дека квалитетно се изведува затоа што постоеше опасност да паднат куќите. Сега моментално се работи овој потек, меѓутоа ние бараме средства за да продолжиме со градежните активности, доку не обезбедат средства, затоа што е тоа непредвидено и малку попроблематично да се санира целиот потек. Меѓутоа имаме доставено комплетна проектна документација до Министерството за животна средина и просторно планирање, каде што ги бараме средствата за продолжување на санација на овој зафат. И верувам дека ќе имаат слух за таа работа. 50 метри комплетна санација ќе се направи, но целокупната санација е на целокупниот потек е околу 400 метри, значи она што меѓутоа за жал имаме на одредени делови на река Потек каде почна да попушта и на други места. Значи ние ќе мораме во догледна да размислуваме за комплетна репарација и санација на тие делови за да не се случуваат овие работи. Инаку кај Мечкуевска куќа мислам дека е завршена целокупната санирано, уште странично треба да се заврши работата. И верувам дека она што го зборувавме се остварува. Моментално сме во изработка на техничката спецификација за тендерот за младински крстени циркови. Значи се е средено, одобрено, кога ќе се објави, деновиве да се објави, за да можеме да рачунаме во текот на летото. Најкасно, мислам дека до 15 јуни треба да се започне со градежните работи. Тоа е најдоцна. Евентуално да имаме некој проблем со некои жалби на тендерската документација, па тоа да го пробие рокот. Сега ми јавија дека е готова проектна документација за улица Цветан Димов, Рахилка Гонева и Ангел Трајчев. Значи, ќе одиме со санација и промена на водоводната мрежа. Можам да ви кажам дека ова лето ќе имаме една комплетна градежна оператива низ цел град. Предвидуваме санација на колекторот кај Југосуровина, продолжување на колекторскиот крак во делот на предпотегот на Ливади, санација на делот колекторот или кракот на канализација, фекална канализација на Рудина, со тоа што дали сега само интервентно, па ќе одиме со комплетна проектна документација онаму каде што ги исполнува условите, се уште сме во фаза на пресметки, се прави проектна документација за замена на кровната конструкција во Кирил и Методи, замена на прозорите во Кочорацин, капелата веќе е отворен тендерот, заврши тендерската постапка, ќе се одиме на електронска аукција, не знам кој од овие денови ќе оди со електронска аукција, значи она што го најавивме за оваа година, значи плански се остварува. Градоначалникот направи една обиколка и увид на локалните улички низ градот кој во моментов се работи на нивно санирање, односно се поставува бекатон, за да во иднина жителите немаат проблем со користење на овие улички кои досега впрочем го имаа. Значи секогаш мотото е граѓаните заслужуваат повеќе, меѓутоа она што од реални причини не можеше да се работи во текот на зимскиот период поради многуте дождови, поради проблемите. И сега во шала со комшиите што одат веќе не се вика улицата Македонска, се викала Ѓорѓовденска. Зашто? Затоа што почна се прави на Свети Ѓорѓи, на Ѓорѓе. Меѓутоа не е важно, важно е дека реков од зборовите на дела, сите они улички кои што ги таргетиравме 12, кои што се малски, специфични, значи одиме со една акција во која што ги завршуваме комплет сите улици. Значи тие малски улички знаат граѓаните кои што доаѓа, јавно кажувам дека оперативен план е направен, луѓето се на терен и веќе нема шала, веќе од зборови на дела. Која е следна уличка? Следна уличка е овде кај бившата телевизија Свет, не знам точно како се Македонска, меѓутоа еден крак кој што не е направен, во Поглед исто така не е направен, во Бараките имаме, значи сите оние таргетирани улички ќе бидат завршени. Оваа уличка беше една од запоставените улички, да си кажеме право. Многу градоначалници се изменија. Рекоа ќе биде едниот, ќе дојде другиот и така натака. А благодарение на овој денеска што си е градоначалник,
а лалда му може да речем дека добро се заинтересира и еве уличката се почнува да се граде. Едноставно, ние тука стално идемо, минуваме. Овдека одат по оваа улица сите граѓани. Дојдат пензионери од други градови, на Тодорица, на православниот горе на црквата, идат тука, ај до мене за минето да е кал. Сега нема да има проблем. Благодарни сме сите, ова наше мало да речеме и за сите граѓани нормално. Фала му на заслугата на градоначалникот што се зафати и да се направи уличката. И благодарам.